Добре дојдовте. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на СДСМ Зоран Заев. Господина Заев, за власта лидер на СДСМ останува Бранко Црвенковски. Неодамна и премиерот Никола Груевски изјави дека независно од тоа кој ќе биде новиот председател на партијата, лидерот во сенка е Црвенковски. Имаме ли причини да се сомневаме во тоа? Јас не би коментирал реално, заради тоа што морам да кажам. Мудроста на Црвенковски ќе сакам да ја искористам. А колку тоа Бранко ќе управува со СДСМ во позадина, времето ќе покаже. Јас сум блисок соработник со Црвенковски, досега му бев десна рака како подпредседател на партијата. Апсолутно знам дека сакам да наметнам целосен мој менталитет на партиско делување. Она што е врзано за мојот карактер, за мојата личност, она што по кое што луѓето ме препознават, и времето ќе покаже дали тоа Заев е вистинскиот председател на СДСМ или тоа некој од позадина го правува. Јас би останал тоа граѓаните сами да го носат оценката. Не заслужува одговор ваквиот моментум, уште на самиот почеток, да биде на нож пречекан од страна на власт. Ве обвинуваат дека сте му вечен должник на Црвенковски, особено по подпишувањето на вашата аболиција. Го чувствувате ли врз себе тој товар? Апсолутно не, заради тоа што прво не чувствувам никаква должност по тој чин. Јас сум горд човек за многу проекти во Струмица. Еден од тие проекти е токму Глобал, каде што Европската унија даде награда за најдобра пракса. Апсолутно. И мојата пресуда стигна на 7 месеци после моето притварање. И таа пресуда беше од граѓаните. Најсилна, најјаката пресуда, кога ме бираа по втор пат за градоначалник, освојувајќи преку 70% од гласовите уште во првиот круг. Така да правдата за мене е завршена, продолжувам понатаму, ниту чувствувам некаков вид на должност кон Црвенковски, ниту пак мислам дека тоа ќе ми биде некоја пречка во извршувањето на председателската функција. СДСМ се соочува со сериозен предизвик, а тоа е да се наметне како силна опозиција на која што во последниот период не наликуваше. Некои ќе речат дека и досега бевте на висока функција во партијата, во раководството на партијата, но ете сериозни промени немаше. Дали новата функција ви дава и нови овластувања да превземете посериозни, можеби и порадикални чекори и мерки за да го вратите угледот на СДСМ? Јас сум сега врвот на пирамидата на систематизацијата во СДСМ, на она што представува политичка поставеност, и апсолутно сум финален во завршниот збор на одлуките. Сакам да го наметнам целото моје искуство кое што го имам, пред се деловно, општествено преку Струмица, кое што ќе биде преточено во многу партиско-оперативни активности, демонстрација на политики и многу други конкретни мерки, проекти и реализации кои што ќе може да бидат препознаени од граѓаните. Сакам партијата да ми биде демократска, сакам да има дебата, спремен сум да повлечам мој став за подобар став, и до крај да го реализирам тој таков став. На тој начин мислам дека ќе се демонстрираме себе си пред граѓаните, а со тоа и квалитетно ќе ја засилиме Македонија. И нашата прва цел е да бидеме силна опозиција. На крајот врската е на граѓаните на избори. Дали ќе препознае кај нас добра иднина или не, согласно тоа и ќе гласа на избори. Може ли да се очекува преструктурирање на опозицијскиот фронт, на Сојузот за иднината? Се чини дека последната коалиција со партијата на Љупчо Георгиевски не ви донесе некои поени. Дали во таа насока има простор за коалиции со нови партии? Гледаме дека веќе некои се формира, други се најавуваат дека ќе бидат формирани. Отворени ли сте за соработка? СДСМ мора да ги отвори вратите на сите. Не само од македонскиот блок партии, туку и од албанските политички партии. Само така можеме да успееме да го свртиме вниманието на граѓаните да бидеме надеж. Ние велиме да го поразиме режимот на Груевски, но чуму би ни бил достоинствен и добар тој пораз ако нас не препознаат како иднина, како опција за иднината на граѓаните. Така да повеќе мора да потрошиме време нудејќи се себе си, своите програми, своите политики, своите решенија, мерки, да бидат тоа препознаени, луѓето да сватат дека тоа е стварно практично изводлива работа, која што ќе го подобри квалитетот на живење во Република Македонија, а преку тоа да падне, според нас, режимот на Груевски. Така да опозициониот фронт, според мене, треба да расте. Јас немам намера да одвраќам луѓе кои што веруваат во иста кауза, а тоа е сплотеност за единствената цел, иднината на татковината.
Можна ли е соработка со поранешниот председател на СДСМ, кој што веќе не е во партијата, Владо Бучковски, кој што има изјавено дека во СДСМ би можел да се врати доколку Бранко Црвенковски се замине од лидерската функција и доколку него го наследи Зоран Заев. Тоа и се случи. Дали вратата за Владо Бучковски е отворена или можеби дали е можна соработка со партијата која што тој најави дека ќе ја формира? За соработки никогаш не ја затварам вратата. Но, еве, првите моменти на најава од Владо Бучковски беа тие кои што вие ги спомнувате, но веќе поминавме неколку чекори понатаму. Ова движење е веќе објавено, обелоденето со луѓе кои што ќе учествуваат во организацијата и движењето, дури веќе е најавено во прераснување во партија и слично, така да самите тие пуштија пораката дека немаат намера да се враќаат во СДСМ, кога прилично веќе беше јасно дека Заев ќе биде председател. Јас бев фаворитот во предконгресната постапка, така да апсолутно тие ги затворија вратите и јас апсолутно останувам на ставот дека не очекувам враќање на Владо Бучковски во СДСМ. Една од критиките на адреса на СДСМ е дека во последно време нема атрактивен настап, односно дека се повеќе се прилагодува на популизмот, кој пак на оваа влада е силен адут. Дали новиот СДСМ ќе има и нова програма со јасно определени идеи, мерки, визија за тоа како треба да изгледа Македонија? Ние досега имавме наши неколку вида на програми, изборни програми, партиски програми, наша визија како концепт целосно. До ден денеска се присутни на веб страната. Сме печатели огромни примероци, сакајќи да го избегнеме тој комплекс кој што нашиот политички противник го наметна, СДСМ нема програма. Има прекрасни решенија кои што секако сега мораме да ги надоградиме, да оформиме, прецизираме и што граѓаните не ги препознаа. Се согласувам, еве јас го кажувам тоа, ќе мораме тоа да го максимализираме во очите на јавност, да бидат на чисто што тоа ние нудиме, како наш концепт, наша програма, наше решение, наши мерки, наши одлуки и слично. Така да мораме да менуваме многу работи кои што делумно се одржана лекција од власта. И треба да научиме од нив, но делумно мораме да научиме од новите социјалдемократски прагми и пракси кои што Европа ги применува. Почнаа токму заради тоа да победуваат социјалдемократи и во регионот и во Европа, заради новите консталации на политичките амбиенти, обременети со економската криза. Луѓето очекуваат левичарските партии да ги докажат своите вредности на дело. Работниците се изгубени надежи. Пензионерите не гледат надеж и иднина. Земјоделците, невладиниот сектор е прилично изуништен. Подкрепа барат кај нас. Мора да креираме ние амбиент, демократски заедно и власта и опозицијата, за да секој се одигра својата улога во општеството. Само токаш би граделе квалитетно општество. Наскоро не очекува и јунскиот самит на земјите членки на Европската Унија. Очите на јавноста се вперени таму. Беше став на СДСМ дека ќе даде бланко потврда на власта за решавање на прашањето за името, се разбира, доколку тој компромис не допира до идентитетот на македонскиот народ. Дали се уште останувате на таа позиција? Имаме конзистентни ставови за крупните прашања исправени пред Република Македонија. Она кое што го очекувам во овие моменти заради моментумот е прво да бидеме информирани. Тоа што се случува во поново време, ние од СДСМ скоро не знаеме ништо. Знаеме тоа што ќе излезе како информација преку вас медиумите. И тоа не е коректен однос кон нас, ако сакат и власта, пред се власта, после тоа и меѓународната заедница да дадеме позитивна контрибуција во решавањето на овој горлив проблем. Ја пуштам позитивната нишка на конзистентност на ставот, а тоа значи силна подршка за владеачките гарнитури. Да пресечат, да одлучат така како што е најдобро за нашата земја, при тоа да гарантират заштита на нашиот национален идентитет, нашиот македонски јазик и нашата национална посебност. Господине Заев, ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.